Почитувани членови на Советот на Општина Куманово, почитувани представници на Општинската администрација, почитувани представници на медиумите, продолжуваме со работата на 13-та седница на Советот на Општина Куманово, која беше прекината по 6-та точка од дневниот ред. Денеска продолжуваме со работа, сега сме на 7-та точка од дневниот ред, предлог одлука за формирање на Совет за заштита на потрошувачите. Отварам расправа по оваа точка. За збор се јави председателот на Комисијата за мандатно прашање и именување Томица Илич. Благодарам, председателке. Почитувани колеги советници, представници на општинска администрација, почитувани медиуми, како што знаете, седницата ја прекинавме поради неможноста и немање на доволно време за да се организираме да го донесеме предлозите за членови на Совет на заштита на потрошувачи. Во нашата програма за работа на Совет ова година предвидено беше формирање на овој Совет, кој што по закон е должен да се движи, да ги оценува квалитетот и прашањата кои се однесуваат на работата на јавните служби во општинската администрација. Според статутот на Општина Куманово, овој Совет треба да биде составен од 7 члена, кои ќе доаѓаат 3 од редот на правни лица и 4 од редот на физички лица. Во материјалите ви се доставени предлозите кои што вчера се утврдени на Комисија за мандатни прашања, избори и именувања. За членови на Совет за заштита потрошувачи од редот на правни лица се предлагаат ДПТУ Мирмар Доел Куманово, ДПТУ Адут ГВН Доел село Тромеѓа Куманово и Конект 2016 Доел Куманово. За членови на Совет за заштита потрошувачи од редот на физички лица Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања ги предлага Тодор Тасев, Милорад Илиевски, Емин Ибраими и Нинослав Јакимовски. Натре во материјалите имате објаснување и дел мало се ви за сите овие предлози. Ви благодарам, председател. Благодарам. Дали некој друг бара збор? За збор се јави советникот Зоран Петрушевски. Повелете. Така, благодарам. Потребата од една ваква комисија, односно ја би нарекол институција, е нормално очигледна, затоа што локалната самоуправа пружа една лепеза од услуги и навистина само проценката на квалитетот на тие услуги не може да се остави само на ова политичко тело. Законот предвидува да се формира посебно тело кое што се нарекува Совет за заштита на потрошувачите во општина Куманово, кој што навистина треба да се бави исклучиво со проценка, следење на квалитетот на давање на услуги. Кажано со народски речник, едноставно луѓе во граѓаните кои што плаќаат, например, собирање на смет, дали се задоволни, како, што и така со таа работа, би требало да контактираат со овој Совет и тој да превземе одредени мерки да се таа услуга поправи. Или, не знам, луѓе имаат потреба од општинската администрација, па нешто тука се незадоволни од брзината на работењето и давањето на тие услуги, не знам, сферата на урбанизмот, или не е важно, и повторно овој Совет тој проблем би требало да го разгледува и некако да го разреши. Добро, и сега, значи, потребата е очигледна и тука нема дискусија. Според мене е многу важен составот на овој Совет, кој што Совет треба навистина луѓе од авторитет, луѓе кои што имаат знаење, имале контакти отпорано со тоа како работи општината, како работат јавните предпријатија, другите институции и така натаму, па дури и образовни и културни вака потреби се задоволуваат и такви услуги пружа општината. И сега би сакал да го прашам председателот на комисијата, кој што е вака на Совет наша и кое што од редот на правните лица ни кажа 3 фирми
чии што представници ќе бидат во Советот на заштита на потрошувачи. Што се однесува до имињата од редот на физички лица, јасно е дека се работи за целосен партиски критериум, значи политички критериум, но ме интересира од делот на стопанството или правните лица. Како вие во Комисијата за именување и така натаму на општината ги издвоивте од можеби илјадници правни лица во Куманово, огромни капацитети кои имаат еден куп додирни точки со општината и незините услуги, како вие ги издвоивте овие фирми ДПТУ Мимар Дуел Куманово, ДПТУ Адут ГВН село Тромеđe и Конект 2016 Дуел Куманово, секоја чест фирмите и така натаму, но како вие ги издвоивте овие фирми? Тоа навистина ми е многу важно да знам дали овој совет во иднина ќе може да ја врши дејноста за која што еве сега ние го формираме, и не само тоа, ќе издвојуваме средства за тоа како тој ќе работи. Нормално граѓаните ќе очекуваат подобрување на квалитетот на услугите. Ви благодарам. Ви благодарам. За збор се јави председателот на комисијата Томи Цирич. Повелете. Благодарам, председателке. Значи, како што реков, овој совет што прв пат сега се формира, со овие членови во советот ќе бидат со мандат од 2 години. Со оглед на тоа дека прв пат нешто се формира во нашата општина, најголемиот дел од правните лица беа скептици во однос на тоа како ќе функционира овој совет. И во тие разговори со нив и предлози, кои можете и вие да доведете некое правно лице, да го предложите како да биде член на совет, многу од нив не сакаат да се вклучат во оваа работа. Овие пред се фирмите што ги спомнавте, Мимар, фирмата тоа е оддел на чевларство, тамо дејно стои. Знаете како Куманово важи за чевларски град. Управителот на фирмата прифати да се заангажира на вистина да почне да работи овој совет и да ги извршува работите кои што ќе бидат во негова надлежност. Можеби не се најконкретни од представници од стопанството, но сепак во овие први 2 години од работа и во самата одлука како ќе работи советот, стои дека на работа на советот може да присуствуваме ние како советници, градоначалникот, општинската администрација, јавните предпријатија, и ние треба да им дадеме подршка ова да профункционира. Секако ние треба како советници да ја пратиме работата на овој совет, да дадеме оценка дали навистина ги извршува задачите за кои што сме го формирале, а ние исто како советници до крајот на мандат ќе имаме можност повторно да бираме совет на потрошувачи за 2 години и тука ќе ги согледаме. Тука ќе согледаме дали работи добро, дали има грешки или нема. Јас лично ќе се залагам овој совет да работи за она за што е формиран. Не го формираме само про форма да бидне, бидејќи тука условивте вие партиски, вака, онака. Отворени бевме, кој сака да се пријави, да бидне член во овој совет, нека повели, има за 2 години, пак ќе може да избираме, ќе ставиме и други фирми, но сепак да ја изврши работата за која што сакаме да го формираме. Благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг бе разбор? Јас би сакала да кажам неколку збора. Сметам дека е ова исклучително важен настан, важна одлука на Советот на општина Куманово, бидејќи овој состав на Советот на општина Куманово се одважи и со тоа мислам да треба да се гордееме сите 33 членови на Советот, што за прв пат во историјата на работењето на локалната самоуправа во Куманово формираме некој вид контролно тело кое ќе има навистина повеќе советодавна, корективна, нема извршна моќ, ама сепак е контролно тело за квалитетот на услугите што ги пружа општинската администрација, јавните предпријатија, институциите и се она што е формирано или е под надлежност на локалната самоуправа, за чија работа и квалитетна работа, впрочем, одговорност имаме и ние како членови на Советот, кој е основач на голем дел од овие институции.
Колку ќе бидат успешни, ќе повторам она што кажа мојот претходник, ќе покаже времето. Се разбира, тука е на нас исто така да помагаме, да ги слушаме пред се нивните критики, нивните сознанија. Тоа сметам дека за почеток треба да биде поздравено, бидејќи представува уште еден доказ и потврда за демокрацијот капацитет на целокупниот наш состав на Совет, и кога сме кај составот на правните лица, гледавме да има представници од различни бранши, не се водевме по критериум тоа дали е ниту колку вработуваат, ниту колку профит бараат, туку да бидат од различни бранши, а до физичките лица не се, може би имаат партиско обедување, меѓутоа ниту еден од нив не е истакнат партиски активиста во ниедна политичка партија, и има представници од различни провиниенци, и од мнозинството, и од малцинството, и во Советот на општината, значи и од позицијата и до позицијата, и сметаме дека со тоа се може да се постигне некаков баланс. Впрочем, тука и нема да има потреба ниту од некакво надгласување, повеќе ќе ги користиме нивните стручни, нивните авторитативни капацитети и нивните совети и како представници на бизнис заедницата, како представници на граѓанската заедница, овие што се представници како поединци, за тоа што е добро, што не е добро, во кој правец треба да се движи работата на органите на локалната самоуправа во Куманово. Така да јас лично го поддржувам формирањето, го поздравувам и сметам дека со ова остваруваме една значајна законска обврска и можност која не само ние во општина Куманово, туку ретко кој во Република Македонија досега ова право и ова можност го реализира. Ви благодарам. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи нема, ја заклучувам расправата и предлог одлуката за формирање на Советот за заштита на потрошувачите ја ставам на ваше изјаснување. Повелете. Ви благодарам. За гласа 24 члена на Советот, ниту еден против и 2 воздржани. Преминуваме на 8-та точка, предлог решение за именување на членови на управен одбор на јавното предпријатие за просторни и урбанистички планови Куманово план Куманово. Отварам расправа по ова предлог решение. Повелете, за збор се јави советникот Томица Илич, па потоа Срđan Рашити. Па Драган Петковски. Да. Благодарам, председателке. Извинувам, Анета Шандева потоа. Комисијата за изборни прашања, мандатни прашања, избори и именувања достави предлог решение на Советот на општина Куманово за именување на членови на управен одбор на јавно предпријатие за просторни урбанистички планови Куманово план Куманово. За членови да бидат Александар Владевски, Бранко Бојковски, Марио Доневски, Олгица Велковиќ и Бети Мазири. Се надевам дека Советот ќе го усвои ова предлог решение. Ви благодарам. Благодарам. Повелете, Срđan Рашити. Добар ден на сите колеги, ви благодарам, председателке. Морам да кажам дека ова е прв пат јас да ги погледнам овие предлогот за членови на управен одбор и на надзорен одбор. Ги поздравувам, ја поздравувам идејата која што ја има нели комисијата за предлог на нови членови, меѓутоа морам да кажам и дека сум малку и разочаран во поглед на тоа да и понатаму јас барем добивам таква перспектива дека Куманово продолжува да живее во духот на тоа дека постојат само две националности. Јас овдека не гледам роми, ниту пак бев прашан и консултиран како советник ром, дали постојат
некои специјални критериуми кои би требало да бидат исполнети за да бидат предложени, а дали ќе бидат усвоени не знам, дури не е ни битно. Поентата беше барем да бидам консултиран јас како советник Ром, дали постои некој предлог од моја страна да биде предложен и Ром. Во минатото изговор беше нема едукативен кадар, нема капацитети. Сега може да кажем дека не е таква состојбата. Имаме магистри, имаме правници, економисти, и мислам дека би можеле да одговориме, ако не друго, барем со предлог. Да се покаже една добра волја, дека и ромите би можеле да бидат интегрирани на некој начин, а со тоа да покажеме добра волја и како коалициони партнери. Од друга страна, можем да кажем дека не е доцна уште, како правник можем да кажем дека Законот за јавни предпријатија кажува дека најмалку 5 члена до 15 члена. Постои простори за проширување, можеби и не е доцна, бидејќи уште се става на гласање. Пак ќе оставам на добра волја на сите советници тука, дали ќе го поддржат ова моја реакција или не. Ви благодарам. Ви благодарам. За збор се јави советничката Анета Шандева Донес. Првин да ги поздравам сите, почитувана председателка, почитувани колеги советници, медиуми, општинска администрација. Што се однесува до оваа точка, се јавив затоа што кога ги погледнав убаво предлозите, вчера присуствував и на комисијата и таму реагирав, меѓутоа ги погледнав сега. Всушност ме зачуди и изненади фактот што во вашите предлози, тоа се само ваши партиски предлози, и за управен и за надзорен одбор во јавното предпријатие План, чија што дејност на сите ни е позната, овдека нели многу дискутиравме и разговаравме за дејноста, нема ниту еден во предлозите кој што припаѓа на фелата, значи на самата бранша. Сметам дека ова е голем пропуст по однос што овие одбори ќе бидат оштетени, секако, затоа што сите овие луѓе, значи не навлегуваме во нивниот квалитет, видовме дека се сите високо дипломирани и спремни. Видовме и дел од вашите видни истакнати партиски членови дека се присутни на овој список, меѓутоа тоа можеби и не е толку болно затоа што луѓето се стручни, но меѓутоа реално сметам дека и во управен и во надзорен одбор е потребно да има представник, дали тоа ќе биде архитект, дали ќе биде градежен инженер или било кој од таа фела кој што ќе даде најголем допринос во овие надзорни, за да истите работат совесно, често и професионално. Благодарам. Ви благодарам. За збор се јави и советникот Самет Салиевски. Повелете. Еве, добар ден и од мене. Ќе се вратам на македонски, да ме разберат повеќе луѓе за оваа тачка. Ја поддржувам го поддржувам јавното предпријатие. Се надам дека ќе работи според законот, но исто понатаму се продолжува со исто темпо да нема Ром вклучен во управен ниту во надзорен одбор. За жал, јас сам би се прашал каков критериум треба да биде Ром вклучен во некоја институција. Зборам конкретно за управни одбор. Сега барале да биде високо образован. Океј, дадовме предлог за магистар по безбедност, но за жал го нема тука во листа. Има искуство работно и тоа го исполнуваме и пак на крај нема Ром. Не знам какви услови треба, како треба да изгледа еден Ром за да биде прифатен или биде примен во некоја институција. Треба да биде шминкан, треба да се шминка малце, треба некако да се облече некако другше. Како би требал да изгледа еден Ром, се прашувам сами од себе. Кажете ми како треба да изгледа еден Ром за да биде вработен во некоја институција или управен одбор, надзорен одбор. Како би требал да изгледа? Самиот се прашувам како би требал да изгледа еден Ром. На пример, јас ќе кажам за моите роми, луѓе, кога ќе треба да аплицираме во некоја
институција или во некој работно место, ќе требало да се шминкате, да се облечете специфично за да ве познават. Вака не ве познават никој. Имате завршени образованија, имаме се што треба сега, понапред немавме, но сега имаме. Имаме и доктори, имаме и магистри, имаме со високо образование. Нудиме, но нема ги никаде пак роми. Кај се наоѓаме ние? Не знам, уште не сум свесен што всушност се дешава. Тоа е моето прашање, како треба да изгледа еден ром за да може да се вработи? Ајде, кој има да ми одговори, би сака да ми одговори пред. Ви благодарам. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи нема, ја заклучувам расправата и предлог решението за именување на членови на управен одбор на јавното предпријатие за просторни урбанистички планови Куманово, план Куманово, го ставам на изјаснување. Повелете. Ви благодарам. За гласа 14, против 9 и тројца воздржани советници. Повелете, советник Зоран Петрушевски. Така, очекував други резултати, затоа барам поддршка за поединачно гласање за оваа точка. Во ред преминуваме на поединечно изјаснување. Така, благодарам. Председател, јас се извинувам, барав некој да ми одговори, немаше одговор. Сакав да. Советник, ние сме ви колеги. Од кого барате одговор? Ние сме ви колеги. Значи, на соодветна институција сакате уставен суд, управен, законот за јавно предпријатие. Ние овдека сме рамноправни. А и вие сте представник на политичка партија која дала предлози. И можете и на комисија да дадете предлози. Ние сме овде рамноправни. Од кого барате одговор? Па ако сакат ќе ви одговорат колегите, ако не е нивно право, не можеме никого да натераме. Ве молам да преминеме на поединечно изјаснување. Тина Мургашанска. За. Томица Илиќ. За. Благојче Етимовиќ. За. Ивица Костовски не е тука. Сонја Тодоровска. Владимир Павловски. Милена Стројмановска. Самет Салиевски. Хана Джелјадини. Милијан Доновски. Нена Ѓорѓевиќ не е тука. Александра Андоновска. Сашо Милковски. Ивана Николиќ. Ана Ангеловска не е тука. Саша Арсиќ. Драган Петковски. Емилија Трајковска не е тука. Борислав Додевски. Саша Николиќ. Анета Шандева Доневска. Зоран Петрушевски. Неведна Величковска. Мирослав Тричковиќ. Срđana Рашиди. Марија Цакиć не е тука. Александра Тасиć не е тука. Фатмир Идризи. За. Ферис Дервиши.
Аделина Адеми. Наиля Османи. Флюри Мимери. Воздържаност. Против. Контра кажа против. И Осама Муадини. Заврши поединечното изјаснување. Гласале вкупно 27 члена на Советот на општина Куманово, за 15, против 9 и тројца воздржани. Со тоа завршивме со гласањето, констатирам дека е усвоено решението. Одиме на 9-та точка, предлог решение за именување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење на јавното претпријатие за просторни урбанистички планови Куманово, план Куманово. Отварам расправа по ова предлог решение. Повелете Томица Илич. Благодарам, председателке. Комисијата за мандат и прашање, избор и именување му предлага на Советот на општина Куманово за членови за надзорниот одбор за контрол на материјално-финансиско работење на јавното претпријатие за просторни урбанистички планови Куманово, план Куманово, да ги избере Маја Петковска, Драган Митевски, Бурханедин Джемаили, Наташа Тасева и Мевљан Джемаили. Благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг ба разбор? За збор се јави советникот Осама Мујадини. Повелете. Почитувана председателке, почитувани советници, сакав само да го образложам и претходното гласање, значи за предлозите за управниот одбор на јавното предпријатие. Јас од почетокот, кога се основал ова предпријатие, бев против и од тогаш мојата поддршка беше оваа институција, како нова институција што ќе се формира, да биде професионална, бидејќи е потребна на Куманово за предпријатие, како предпријатие за урбанизам, но и во претходните предлози и вторите предлози за надзорниот одбор гледам дека од кандидатите кои се предложени немаме ниту еден професионалец од ова област. Особено немаме или не гледам ниту еден градежен инженер, ниту еден архитект, туку гледам различни професии кои не знам колку ќе ја извршуваат работата што треба да ја завршува ова јавно предпријатие. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Само би сакала да кажам мое мислење, да имате во предвид кој ќе оградите ставот, дека овдека не се работи, можеби ова, мислам, го мислев и претходно, ете не се јавив, дека овдека не гласаме за вработување на идниот персонален состав на вработените во предпријатие, туку за управниот одбор и сега за надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиско работење. Од тука, како што гледате, во нивниот
бекграунд професионален доминираат правници и економисти, што сметам дека е најсоодветно, особено во кога се работи за ново предпријатие, кога е во процес на формирање, дека повеќе од потребна ќе им биде ваква стручна спрема. Се разбира, се согласувам со вас дека не би било на одмет да имавме и некој архитект, меѓутоа повеќе би требало да се залагаме кога ќе се прави персоналниот состав на вработените, на раководните лица, тука да ги бараме компетенциите во рамките на тие вработени. Овдека се работи повеќе за акти од областа на правната проблематика и материјално-финансиско работење, така да сметам дека нивниот професионален бекграунд ги задоволува тие критериуми. Се разбира, ова е моje мислење и давам подршка на предложените членови. Повелете дали некој друг ба разбор? Доколку нема, ја заклучувам расправата и предлог решението за именување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење на јавното предпријатие за просторни урбанистички планови Куманово, план Куманово, го ставам на изјаснување. Повелете. Ви благодарам. За гласа 15, против 8 и 2 воздржани. Констатирам дека го донесовме решението за именување на членовите на надзорниот одбор. А сега сме на 10-та точка, предлог одлука за отпочнување на постапка за изнаемување на деловен простор под закуп за потребите на општина Куманово. Отварам расправа по оваа точка. Повелете дали некој ба разбор. За збор се јави советникот Драган Петковски. Повелете. Благодарам, председателке. Почитувани колеги советници, почитувани медиуми, почитувани присутни. Значи, веќе неколку Ве молам малку за внимание да го сослушаме колегата. Веќе неколку пати донесуваме одлука за со која и наложуваме на општина Куманово да изнаемува деловен простор за своите потреби. Како што знаеме, секоја година во буџетот на општина Куманово гласаме за ставка изградба на општинска зграда. И секоја година, на крајот на годината, кога се прави ребаланс на буџетот, оваа ставка се, да не кажам поинаку, се брише. И како се зголемува бројот на вработените во општина Куманово, така изнаемуваме се повеќе и повеќе простор. Па би сакал некој од предлагачите на оваа точка да ми образложи за кои конкретно потреби на општина Куманово се работи, колкав простор, колку вработени ќе бидат таму и... Благодарам. Ви благодарам. За збор се јави раководителот на правниот сектор Иван Ангеловски. Повелете. Благодарам, почитуван председател, почитувани советници. Значи, поради реорганизација на општинска администрација, како и сами што знаете, дека сектор за урбанизам, комунални дејности, животна средина се подели на два сектора, а исто така се формира и ново јавно предпријатие за урбанистички планови Куманово план. Општина Куманово има потреба од нов простор. Значи, условите се предвидени во член 2 од одлуката, значи бараме површина од 250 до 300 метри квадратни. Веројатно сега не може да знаеме точно колку вработени може да се сместат, би било околу 30 на вработени од таа, зависно која ќе биде најповолна понуда. Значи, во член 3 е предвидено дека критериум за избор на најповолен понудувач ќе биде кој ќе понуди најниска цена по метар квадратен. Значи, условите се предвидени во одлука, самата одлука што е на дневен ред. Благодарам. Благодарам. Повелете, Драган Петковски. Благодарам, председателке. Ако добро слушнав,
Значи, дел од овој простор кој што треба да го изнајмиме е наменет за јавното предпријатие Куманово план. По мене, малку е нелогично да општина Куманово изнајмува простор за јавно предпријатие. По логика на нештата би требало прво да се формира ова јавно предпријатие, па потоа самото јавно предпријатие да си побара деловен простор. Би сакал да прашам како, на кој начин планирате овој простор понатаму да го предадете на владење на јавното предпријатие Куманово план. Дали како подзакуп некој мислите да го изнајмите? Што до сега не сум пред нас не е ставена никаде за останатите јавни предпријатија да изнајмуваат простор преку општина. Секој од јавните предпријатија се изнајмува простор сам за себе. Зошто во овој случај општината Куманово изнајмува простор за јавно предпријатие? Благодарам. Добро, како Благодарам, повелете. Ангеловски барате збор, веројатно. Да. Добро, како што кажав, дел ќе биде сместено и во општинска администрација, дел во тој простор ќе биде сместена и општинска администрација. Нема да биде само за Куманово план. Мислам дека конечна одлука за тоа треба дополнително да се донесе разговор со секретар по добивање на простор, да видиме како овој простор ќе функционира, кој дел ќе биде сместен во новиот дел, ако го добиеме, ако го изнајмиме простор, кој дел ќе остане во општина Куманово. Значи, тоа ќе биде предмет на дополнителна проценка. Али во момент имаме потреба од нов простор и заради реорганизација на општинската администрација. Благодарам. Благодарам. Петковски, повторно. Благодарам. Значи, конечна одлука за користење на овој простор ќе се донесе дури откако ќе се изнајми. Ја мислам дека пак сме ги измешале редот на нештата. Би требало прво да донесете конечна одлука и точно кој простор и колку простор и зашто ви е потребен тој простор, па дури потоа да го ставите пред нас како советници да гласаме за него. А не да гласаме, па потоа ќе донесеме конечна одлука зашто ќе го користиме. Мислам дека ова не држи вода. Благодарам. Благодарам. За збор се јави раководителот Горан Митевски, повелете. И одговорниот за вршител на должноста на новото предпријатие во процес на формирање. Почитувани советници, председател, присутни медиуми, како овластен од страна на Советот на општина, со одлуката која што е донесена пред некаде околу 3 месеци, дефиниравме како и што ќе иде постапката во формирање на предпријатието Куманово план. Сакам да ве подсетам за две работи, не сакав да се јавувам, меѓутоа бев и морав да дадам некој објаснување на претходното за бројка на членови на управен одбор, каде и како што е дефинирано и сега каде ќе биде и седиштето на Куманово план. Со одлуката е дефинирано дека управниот одбор ќе брои 5 члена и тоа не може да се менува. Вие како совет веќе сте донеле таква одлука. И втора работа, со таа одлука, каде што мене сте ме овластиле за да се формира тоа предпријатие, седиште на предпријатието е на улица Гоце Делчев број 34 во заграда стои Стар Мерак. Значи, предпријатието кое што ќе биде формирано, седиштето и во Централниот регистар што е дадена согласност, односно при регистрацијата, е напишано на улица Гоце Делчев број 34. Така да, активностите кои што се случуваат понатаму, не можеме да ги менуваме после една таква донесена одлука. Овдека, ова што е предложено од страна на секторот за правни работи и општи работи, потребата за простор, за реорганизација на администрација е доминантно. Меѓутоа, седиштето и ние сме на улица Гоце Делчев број 34, Киреджи на Република Македонија, иако е тоа општински простор. Тоа ни е изнајмено на период
на 8 години во претходниот договор со влада на Република Македонија и сега е продолжено, мислам, на неопределено време, исто така со влада на Република Македонија. Би замолил да не се прават некои инсинуации, да не се враќаме нешто на мислам дека е потребно да се овозможи добронамерно во добра реорганизација на администрацијата, се во интерес на подобро функционирање, во интерес на граѓаните на општина Куманово. Благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг баре збор? За збор се јави советникот Милијан Доновски. Повелете. Благодарам, госпоѓо председател, почитувани колеги советници, почитувани представници на општинската администрација, медиуми, почитувани граѓани. Ние како што кажа господинот Митевски, на една од претходните седници донесовме одлука за формирање на јавно предпријатие Куманово план, кое што ќе треба да работи на урбанистички планови и на тој начин да се обидеме како Совет на општина Куманово преку ангажман на општинската администрација да помогнеме порационално да се трошат народните пари заради остварување на јавниот интерес кој што ние го представуваме како избраници на граѓаните на општина Куманово. И тука не е ништо спорно. Точно е дека донесовме одлука за бројот на состав на членови на управен одбор, за бројот и состав на членови на надзорниот одбор на ова јавно предпријатие, именуван е човек, лице кое што е задолжено да ги заврши тие технички подготвителни работи. Во меѓувреме се завршени тие работи и процесот тече и тоа е добро и треба да се заврши што е можно побрзо. Во одлуката, раководејќи се од принципот, во предлог одлуката за давање согласност од страна на Советот на општина Куманово за изнаемување на деловен простор, се бара од општинската администрација Советот да донесе одлука да се изнаеми простор, меѓутоа нема детали кои што ќе останат на релација, на линија, на она што значи запазување на јавниот интерес или рационално трошење на народните пари, кое што е примерна цел заради кое што го формиравме ова јавно предпријатие. За да не биде нејасно, многу е битно, бидејќи одлуката е донесува Советот на општина Куманово. Општинската администрација при подготвување, или предлагачот, при подготвување на ваков предлог, треба на Советот да му образложи, за да можат советниците после тоа пред граѓаните кои што ги гласале, да го оправдаат својот глас за кои се тие потреби, па да се каже за потреба на ангажирање на 30 извршители од таков и таков тип на работа, општината има потреба да земе под закуп простор, деловен со такви и такви карактеристики, во таква и таква површина и тоа би со некој лимит на пари. Советот во оваа ситуација ќе донесе одлука без да ги знае овие податоци. И ова не е ниту забавување на процесот, ова треба да биде знак дека сите заедно ќе треба да почнеме да ги менуваме навиките и начинот на постапување при донесување на одлуки. Огромна е одговорноста на нас, овде на кои што ни се дадени овие апаратчиња да гласаме и зад кои што некогаш се криеме, а некогаш јавно тоа го кажуваме, е одговорност за парите кои што ги трошиме, дали ќе гласаме за или против. Јас јавно кажувам дека ќе гласам за овој проект, за овој предлог сега, но ве замолувам и најавувам дека во секоја наредна прилика, кога ваквите предлози нема да бидат на овој начин прецизирани, бидејќи се работи за пари, ние сега можеме да нагаѓаме дека тој простор ќе биде 100, 200, 300, 700 метри квадратни, дека општината ќе ја чини 1000, 2000, 3000, 7000, 10.000 евра месечно. Кој тоа го знае сега во овој момент? А одлуката треба да ја донесе овој совет. И пак се раководам од овој принцип што го кажав.
Ние, кога ја преземавме улогата на советници и представници на граѓаните во општина Куманово како нов состав, ветивме пред граѓаните дека ќе ги штедиме тие пари кои што со тешка мака ги издвојуваат од нивните джебови да ги платат. Ве молам, бидете покоректни кон нас. Советот е колективно тело. Одлуките ги донесува како колективен орган. Секој од нас, кога ќе излезе од овде, може да се скрие зад таа одлука, да каже, па јас како член на Советот гласав, не сум одговорен за мојата одлука. Меѓутоа, ние имаме совест. Ние живееме во град во кој што не познаваат најголемиот број на луѓе. Ве молам, немојте да не доведувате во ситуација да се срамиме од тоа што го гласаме. Благодарам. Ви благодарам. За збор се јави советникот Зоран Петрушевски. Повелете. Така, благодарам. Би сакал да покажам едно слагање со претходната дискусија во која што советникот од владеачкото мнозинство, така да се каже, јавно ги искажа сите своји резерви, дилеми, внатрешни конфликти, кога ќе треба да се одлучува за работа на општината, за парите на граѓаните, а наидува навистина на едно неразбирање, необјаснување до крај, да не кажам потешки зборови. Јас само ќе ве потсетам сите вас сега дека меѓу првите седници на Советот на општината и писмено и усмено побарав список на деловни објекти, деловен простор, на кој што е собственик општината. Сега тие информации колку ни се потребни. Замислувам, и таква информација не добив. Ние не знаеме како општина, што вика претходниот советник. Што ние како општина располагаме како деловни објекти. Ми паѓа на ум ова занатскиот дом, па има она на друга страна, има тука општински имот кој што е даден под закуп. Не знам под кои услови, не знам. Не ми се кажа. Забрането било. Или така, под черги се мунаат тие информации. Карши, Зелено Куманово, нешто гледам, бивша цвеќара. Има 100 квадрата и кусур. Како да кажа, мртов објект. Во занатскиот дом има таму затворени некои, не знам чии се. Кога би знаел сигурно, а би знаел ако имам информации, ќе ги посочам како предлог. И сега има уште такви објекти, веројатно низ Куманово, не знам, местни заедници, не знам. Значи не знам. А сега што вели претходниот советник, треба да се одлучува за нови пари. Не знаеме колку, 1000, 2000, 5000 евра месечно. Лесно е да се одлучува со туѓи пари. Така да, едноставно, на нас не е полесно, опозицијата. Ние бевме и против едно вакви ширења на општинската администрација, па дури и затоа што сметаме дека нема потреба за такво нешто. И добро, сега вие како мнозинство ја терате ова работа и сега доаѓате, уште пари треба да давате. Како да ги дадете сега на црно, на ѓутуре што велиме? Давајте, сте почнале по таа работа, давајте сега, што да ви кажам јас? Ние баравме, јас барав информации, имаме деловни објекти кои што се собственост на општината, а веројатно стојат празни. Па никој од администрацијата таа работа не ја покренал да види што како. Со мала некоја обнова. Па така ли размислуваат приватниот бизнис? Па кога ќе оствари приватниот бизнис профит ако така расипнички размислува? Во принцип, јас знам дека државата е лош стопанственик. Општината е дел од државата, но толку лош стопанственик, навистина не сум можел да замислам. А плюс колку како општина сме должни. Колку како општина едни клупи на плоштад се ставија, ништо не се работи во општината. Веќе 8 месеци поминаа.
И сега многу лесно вие ќе изгласате нови, не знаеме колку, 3, 5, 10 000 евра месечно. Некој што си го има тој објект замислен, нормално како негов приватен бизнис, ќе се оствари профит, нека си е жив и здрав. Но ние сме задолжени за парите на граѓаните, нешто да се случи, нешто да се направи. Знаете какви све проблеми имаме, да не споменувам. Така да во таа смисла, јас пак да кажам дека нормално ќе бидам противен на ваква работа. Мислам дека би било убаво, би било паметно ова предлог одлука да се повлече, ако може да се наидат нови објекти, не нови туку, објекти кои што се во собственост на општината, за кои што нормално ќе ја завршат оваа работа. Благодарам. Значи, против една ваква одлука нормално ќе бидам јас. Благодарам. Ви благодарам. За збор се јави советникот Саша Николич, повелете. Захвалјам председнице, уважени колеги саветници, представници општинска администрација и представници медија. Као саветник и у прошлом савету и сада доводим се во едну ситуацiju, не само ја лично као саветник, него сви ми саветници овде, да многу јавна предузеќа или многу одлука кои су донешени у претходном савету, традиција се наставља и овом. Значи, добиемо информација и за коих се одредена јавна предузеќа или делови општинска администрација скривају и за одлука Савета општине Куманово. Значи, ми сада долазиме во едној таквој ситуација. Ја ќе само да наведем пример, када смо јавно предузеќе Чистоќа и зеленило, говорили да не треба Парасто сала да се врати у функции јавно предузеќе, него да остане као што е било до тада под закуп, па смо имали ситуацiju да се то показало како штетно и сада поново ту ситуацiju враќаме по старо. Само желим да истакнем едну ситуацiju. Савет општине Куманово е тело кое одлучуе у име граѓана. Ми се сви овде доводиме у ситуацiju да гласамо затоа што смо закопани у својим партиским рововима и затоа што некој со стране нам тако диригира, да изгласамо нешто за шта сутра ќе ми сносити одговорност. Свако јавно предузеќе, сваки поединац, скривајќи се и за одлуке Савет општине. И народски речено, саветници и Савет општине Куманово су то изгласали, а ми спроводиме оно што су они изгласали. Затоа поддржавам идеју и сам на мишљењу да овај предлог nije толико ургентно, да се овај предлог врати, да се крене у додатну анализу, да се, што е рекол колега саветник Петрушевски, да се види са каквим просторијама располажемо као општина Куманово и дали смо у ситуација и дали морамо да тражимо простор кој ќе бити у функција општинска администрација и у функција новоформираnog јавnog предузеќа, да тај начин спасимо општину Куманово и наше граѓане од додатних трошкова. Видимо да живееме у изузетно тешком времену. Свако расипништво nije u interesu građana opštine Kumanovo. A posebno apelujem do nas sve savjetnike da pre svakog glasanja dobro razmislimo šta i kako glasamo. Zato što će se svako iza nas i pozvati na nas savet i savjetnici su tako glasali, a mi samo sprovodimo odluku saveta. Da se ne dovodimo u situaciju da se neko pere preko nas. Hvala. Ви благодарам, колега Николич. Дали некој друг се јавува за збор? Нема. Ја заклучувам расправата и предлог одлуката за отпочнување на постапка за изнајмување на деловен простор под закуп за потребите на општина Куманово. Ја ставам на гласање. Повелете. Благодарам. За гласа 14, против 8 и воздржани нема. Констатирам дека со ова ја донесовме одлуката. А повелете, први Саша Николич, мислам. Повелете. Захвалям, тражим поединечно изјашњавање. Во ред, одиме на поединечно. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.
Атина Мургашанска. За. Томица Илич. Благой Чајатимовиќ. Ивица Костовски не е тука. Сонја Тодоровска. Владимир Павловски. Милена Стројмановска. Самет Салиевски. Хана Джелјадини. Се извинувам, вие баравте поединечно изјаснување. Како ќе гласате ако не сте присутни? Не, ќе тераме работа, меѓутоа друг пат ќе замислиме дали ќе ви го отвариме правото. За. Ненад Ѓорѓевиќ. Не е тука. Александра Андоновска. Сашо Милковски. Ивана Николиќ. Ана Ангеловска не е тука. Саша Арсиќ. Драган Петковски не е тука. Емилија Трајковска не е тука. Борислав Додевски не е тука. Саша Николиќ не е тука. Анета Шандева Доневска не е тука. Зоран Петрушевски не е тука. Невена Величковска не е тука. Мирослав Тричковиќ не е тука. Срđan Рашити. Марија Цакиќ не е тука. Александра Тасиќ не е тука. Фатмир Идризи. За. Ферис Дервиши не е тука. Аделина Адеми. Наилја Османи не е тука. Флюри Мимери не е тука. И Осама Муадини не е тука. Па нема никого. Ви благодарам. Јас ќе барам сега да се повтори гласањето, меѓутоа по пауза од 15 минути, затоа што во меѓувреме токму предлагачите на поединичното изјаснување ја напуштија седницата и со тоа намерно прават обструкција и бойкот за реметење на текот на седницата. Бидејќи во самиот тек на гласањето очигледна беше тенденцијата и намерата да се оневозможи да има кворум во текот на седницата. Барам пауза од 15 минути, а потоа да го повториме гласањето, бидејќи бевме оневозможени. Така. Значи, предлагам пауза од 15 минути. Продолжуваме со работа, бидејќи во текот на поединичното изјаснување дојде до промена на бројчаниот состав на присутните членови на Советот. Објавивме пауза и да видиме како ќе го регулираме овој проблем. И пред да продолжиме со работа, во оваа прилика би сакала да изразам незадоволство и протест затоа што припадниците на малцинството, на опозицијата, на овој начин направија злоупотреба на своето право, кое не е докрај регулирано со деловникот, и во текот на поединичното изјаснување кој сами го бара тенденциозно и злонамерно со цел да се оневозможи работата на седницата на Советот на општина Куманово, го напуштија Советот. Нека им служи на чест, тука е јавноста, нека цени кој придонесува за демократските процеси и за унапредувањето на работата на локалната самоуправа. Во оваа прилика сакам да нагласам дека ова и слични прилики се повод да работиме потемелно на измена на деловникот и статутот, каде и овие докрај нерегулирани прашања во иднина ќе ги регулираме и да не ни се случуваат вакви обструкции и немили ситуации. А пред да продолжиме со работа, како поборник на правната држава, на почитување на правните прописи, најпрвен од задолжените служби во Советот барам да се провери кворумот за работа на Советот. Колку имаме присутни, ве молам да изброите и да ми известите. Значи, известени сме дека на седницата се присутни 17 членови на Советот, значи имаме мнозинство, имаме кворум за работа, продолжуваме со работа и ве молам да се повтори поединечното изјаснување, бидејќи бевме прекинати во текот на изјаснувањето. Одиме на поединечно изјаснување за предлог одлуката за отпочнување на постапка за изнаемување на деловен простор под закуп за потребите на општина Куманово. Атина Мургашанска. За. Томица Илич. За. Благој Чајатимовиќ. За. Ивица Костовски не е тука. Сонја Тодоровска.
Владимир Павловски, Милена Строимановска, Самет Салиевски, Хана Джелядини, Миле Андоновски, Ненад Ѓорѓевиќ не е тука, Александра Андоновска, Сашо Милковски, Ивана Николиќ, Ана Ангеловска не е тука, Саша Арсиќ, Драган Петковски не е тука, Емилија Трајковска не е тука, Борислав Додевски не е тука, Саша Николиќ не е тука, Анета Шандева Доневска не е тука, Зоран Петрушевски не е тука, Невена Величковска не е тука, Мирослав Тричковиќ не е тука, Срđan Рашити, Марија Цакиќ не е тука, Александра Тасиќ не е тука, Фатмир Идризи, Ферис Дервиши, Аделина Адеми, Наилја Османи не е тука, Флюри Мимери не е тука и Осама Муадини не е тука. Ви благодарам. Ова се резултатите од поединечното изјаснување. Вкупно гласаа 17 советника, за 17, нема против и нема воздржани. Констатирам дека со тоа донесовме одлуката за отпочнување на постапка за изнајмување на деловен простор под закуп за потребите на општина Куманово. Одиме на 11-та точка. Акцијски план за заштита и спречување на дискриминација на општина Куманово. Отварам расправа по оваа точка. Кој бара збор? За збор се јави раководителот на одделението за култура Цоки Ристовски. Повелете. Го имате добиен акцијскиот план за заштита од спречување дискриминација. Во оваа ситуација јас се јавувам како предлагач, односно како координатор за еднакви можности на жените и мажите. Овој акцијски план е изработен од страна на Совет на локалното координативно тело за заштита од дискриминација за една година. Поддржано е од страна на невладината организација ХЕРА, која има подпишано меморандум со соработка со општина Куманово. Овдека се предвидени одредени активности кои што треба да се случат до крајот на 2018 година, се со цел да се на локално ниво да се вклучат механизмите за заштита од дискриминација по Законот за еднакви можности на жените и мажите и по Законот за заштита од дискриминација. Овие се активности кои што дел се без финансиска импликација, а оној дел каде што има финансиска импликација ги подкрива трошоците невладна организација ХЕРА, односно ова е проектот поддржан од Европската унија. Ви благодарам. Се извинувам, во текот на најавата испуштив да кажам дека вие сте координатор за еднакви можности на општина Куманово и овдека сте денеска во таа улога. Дали некој друг се јавува за збор? За збор се јави советникот Зоран Петрушевски. Повелете. Така, благодарам. Од информациите што ги добив пред седницата, од координаторот ме извести дека ова тело, ова, како се нарекува, локално координативно тело за заштита од дискриминација. Е тело формирано дали лани, дали преклани и работи минатата година. Што работеле до сега, ние овие 8 месеци до сега немаме таков извештај. Дури во овој план велат дека таму на крај на годината, не знам, ќе изработат извештај за работа, па ќе видиме што ќе работат оваа година. Добро. Мене ме интересира следното. Не ја гледам законската основа како во овој акцијски план, како и во сите, како што се работи во сите документи,
треба да се напише дека во Република, дека ова тело врз основа на законот тој и тој, кој е донесен тогаш и тогаш, важи од тогаш, во точка или член тој и тој е предвидено нешто и така натаму, и затоа они црпат основа за својата работа од тука. Јас го во подготовка на ова седница го зедов законот. Во Македонија има закон за заштита и спречување од дискриминација, и таму на едно место стои дека институции задолжени за спроведување на тој закон се еден куп, таму има и општините. Добро. Па може би е тоа основата и веројатно е тоа, но чисто од формален аспект сметам дека таквото нешто требало да се напише. И дека почетокот на ова активност општинска е од тогаш и тогаш. Лани, полани, едноставно се напише. Че не јас да прашувам, не јас и сите други нови советници да се прашуваме, чекај за што се работи. Но главната работа за која што јас овдека се јавив е да ја констатирам следната состојба. Овој совет, значи Совет на општина Куманово, и во минатиот состав, и во овој состав, изврши акт на политичка дискриминација према одредени граѓани на општина Куманово. И сега, што е овдека, ја би рекол, политичката перверзија? Орган кој што, според тој закон, што ви го спомнав преска, постои на национално ниво комисија која што разгледува прашања од областа на заштита и спречување на дискриминација. Таа комисија со своја одлука донела заклучок дека Советот на општина Куманово врши политичка дискриминација и препорачува дека треба да постапи вака или онака. Овој совет и во минатиот состав и овој состав беше понуден врз основа на таа одлука на тоа званично тело на национално ниво да ги спроведе тие предлог активности. Овој совет едноставно одби да разговара за ова работа така што не го стави на дневен ред. Што значи? Еден акт на политичка дискриминација се, така како да кажам, се реши со друг акт на политичка дискриминација. Просто едноставно мнозинството вика не сакаме да разговараме. И сега истата оваа општина, истиот овој совет треба да донесе, му се нуди план за заштита и спречување на дискриминација на општина Куманово. Вајде требало во општина, не на општината. Во општината некој може да биде дискриминиран. И тука на два листа се споменуваат некои 7-8 активности, од кои што една е, не знам, таму ќе правеле јавни дебати, па ќе ја подигаат свеста преку јавни дебати, па не знам, ќе го унапредувале знаењето во средните училишта, па нешто ќе имале состаноци и така. А нигде во законот такво тело не постои. Постои комисија формирана од парламентот со цела администрација, како работи, што работи. И овдека сега се предвидува луѓето, граѓаните, да се жалеле на ова локално тело, па они ќе им давале правна помош за таа работа и така натаму. Најповише ме интересира, еве, преска зборевме околу составот на управните и надзорните одбори за ова ново предпријатие. И овдека се искажа зборови како едноставно една етничка групација буквално се игнорира. Ајде, нема да кажам дискриминира. Буквално се игнорира, политички се игнорира да биде застапено таму во некои политички тела. Сето тоа останува без одговор. Овдека, па тој одговор ќе дал
ова локално тело од сите облици на дискриминација, сите ги има во Куманово, знаеме дека ги има, но политичката и партиската дискриминација е нешто што е сеопшто присутно, посебно овдека го гледаме овдека секојдневно во овој совет. И овој совет сега ќе дава налог, ќе дава одобрение за овој план, кој што не е никаков план, кој што план воопшто не предвидува некакви анализи, некакви истражувања, некакви мерки, нешто активно да се случува. Ова е, кумановци викаме, шляп у ладну воду. Ништо. Некои луѓе ќе се бавеле со дискриминација. Така тоа се бави со дискриминација. Значи, никаква анализа, некој научен пристап, некоја темелитост во ова работа. Ова е многу болна работа. Ние и закони имаме, институции имаме, па дискриминацијата е се уште овдека присутна. Така да, на еден ваков неозбилен начин, да се третира една многу озбилна тема на дискриминација, пазите. Тоа е нешто што научниот пристап, теоретскиот пристап е нешто многу големо. Према тоа, еден ваков пристап е нешто што јас не можам да одобрам и од причините за кои што зборував, сметам дека Советот на општина Куманово стварно треба да се поозбилно позабави со оваа тема и како мисли да продолжи да го решава овој проблем што го имаме ние во Куманово. А ако е ова ради реда, за да се крие некој позади Советот, овдека беше споменато дека многумина се кријат, ќе се скрие така што има таму некакво си локално тело, нека се бафта. А кој е пак персоналниот состав на тоа локално тело, па тоа не знам. Дали е веќе постои или топрва ќе се прави, каде е сместено, што е сместено, како работи, што работи, навистина не знам. Па од сите тие непознаници буквално излегува мојот став дека вакво нешто навистина нема смисла воопшто да се поддржи. Ви благодарам. Ви благодарам. Дали Соки Ристовски одговор, повелете. За жал, советникот многу дискутираше, али во суштина ја направи дискусијата во друг правец. Во дел од дискусијата некаде 10 или 20% се осеќам повикан да одговорам на делот това, иначе другото што збореше со локалното координативно тело нема никаква допирни точки. Значи, локалното координативно тело е формирано во почетокот на 2017 година. Тоа е мултисекторско тело кое што го сочинуваат представници од Народниот правобранител, од Министерството за правда, председателот на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените при Советот на општина Куманово, координаторот за еднакви можности и тројца представници од невладините организации кои што се повикаа кои што аплицираа на јавниот повик што беше објавен во почетокот на 2017 година. Нормално ова бидејќи беше во изминатиот период, односно Советот донесуваше одлуки во изминатиот период, ова локално координативно тело од тогаш функционира. Иначе има законска основа и самиот советник кажа, бидејќи во Законот за еднакви можности на мажите и жените и Законот за заштита од дискриминација и упатството што ги добиваме од Министерството за труд и социјална политика и во претходниот состав на владата и на овој состав, значи овие треба да се зајакнат механизмите на локално ниво. Едни од механизмите на локално ниво е формирањето на ова локално координативно тело. Јас во воводот исто така кажав дека ова е акцијски план, односно што предвидува да работи ова локално координативно тело и нормално овие се активности кои што се предвидени и кои што ги предлагаме да ги усвои Советот, а кои што е поддржан од невладината организација ХЕРА, бидејќи имаме потпишано меморандум како општина Куманово, а е финансирано од Европската унија. Благодарам. Ви благодарам. Петрушевски, реплика. Така, општинскиот службеник што ја води ова работа, гледам дека има некои супер моќи, па врз основа на неговите супер моќи успеа да ја изанализира мојата дискусија и да ја претвори во бројки, па не знам, 10%, па 20% и така натаму.
со неговите супермоќи тој требаше преска на првото јавување да ги каже овие работи. Јас преска и го замолив пред Советот, све што има за ова работа јавно да го каже. Значи, ќе се задржам на оној дел кога велите сте требале да ја зајакнете работа на ова локално тело. Ајде сега дајте ми процена вие во проценти со вашите супермоќи. Колку ќе ја зајакнете работата? Што значи, треба да знаете колку било силно, моќно, што сработило, и сега со овој план, што сакате Советот, овој Совет што врши политичка дискриминација, да ви даде одобрение, во кој процент ќе ја зајакне работата? Па ве молам, тие супермоќи што вие ги имате, претворите ги во бројки за ова работа. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Советникот Милијан Доновски, повелете. Сосема накратко, почитувана председателка, почитувани колеги и советници, почитувани представници на општинската администрација, почитувани граѓани, ова моje јавување е во функција на известување на граѓаните дека ние како Совет на општина Куманово, како актуелен состав на овој Совет, правиме напор да ја зајакнеме иницијативата за осознавање на потребата од идентификација и препознавање на сите облици на дискриминација кои што се случуваат и во нашата средина и во нашето општество, и заради тоа јас мислам дека ние како Совет треба да му дадеме подршка и да му помогнеме на ова координативно тело со конструктивни предлози во иднина како, каде и во која смисла да ги насочат своите активности. Како представник на политичка партија која што засега возрастни луѓе, би сакал да асоцирам, да укажам на потребата во некој од наредните теми кои што ќе ги обработувате како координативно тело, освен другите облици на дискриминација кои што се повеќе значни и се опишани во Законот за заштита и спречување од дискриминација, ве молам особено внимание да посветите на една тематска целина која што би се однесувала на дискриминација по основ на возраст, која што е очигледно присутна и во нашата средина, се однесува на голем број на граѓани на општина Куманово. Општина Куманово, еве за ваше запознавање, има повеќе од 18.000 пензионери, тоа се повеќе од 18.000 пензионерски семејства од сите етнички заедници, од сите социјални слоеви, од сите образовни структури, и на еден дел поголем од таа популација кои што се возрастни луѓе, кои што живееле во едно друго време, со едни други представи за општествени околности, е потребно да им се подотвори тој прозорец на тоа дека има тело определено кое што се бави и кое што ја покрива оваа проблематика за заштита и на нивните права ако се загрозени по основ на дискриминација. Ние сме сведоци на многу чести индигнацијски однесувања, понижувачки однесувања кон повозрастните, непочитување кон повозрастните, односно кон луѓето кои што се творци на се она што ние го ползуваме како благодет и кон кој што се стремиме како сегашен актуелен состав и како генерација која што е во позиција да одлучува да го подобри и општествениот амбиент и условите во кои што живееме. Значи, мојава дискусија е токму во тој правец. Замолувам во координативното тело да ги искористите. Пензионерските се организирани многу добро во организации, во ограноци, ги има многубројни се тие. Ве молам и ќе наидете на разбирање на многубројна публика и сигурно ќе бидете вие задоволни. Благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг ба разбор? Со оглед на тоа дека нема, ја заклучувам расправата и акцијскиот план за заштита и спречување на дискриминација на општина Куманово го ставам на изјаснување. Ве молам да гласате. Да тражим? Не. Имам да. Нема везе сега, не е важно. Ви благодарам. За гласа 16, 4 против и нема воздржани, и констатирам дека го усвоивме акцијскиот план за заштита и спречување на дискриминација на општина Куманово.
Со ова го исцрпевме дневниот ред на 13-та седница на Советот на општина Куманово. Ја заклучувам расправата, ја заклучувам и седницата. Ви посакувам пријатни годишни летни одмори.